Почитувани колеги, во оваа кратка видео лекција ќе се обидам да ви представам како можете да ја копирате содржината од еден предмет во друг предмет. Постапката е премногу едноставна, но треба малку да се подготвиме за истата. Прво што треба да направиме е да се логираме на нашата национална платформа и да појдеме во предметот од каде што сакаме да копираме. Забележувате дека предметот е структуриран по недели. Имаме 1, 2, 3 недели кои што се полни со содржина. За таа цел, сега ќе го отворам другиот предмет, каде што сакам да копирам. Забележувате, неделите не се направени како што треба. Затоа ќе го уредиме така што курсот ќе започне на 1 октомври, затоа што ова учебна година започне на 1 октомври, а ќе заврши, не можев да изберам затоа што ми беше завршен, ќе се пресметуваше крајниот рок во зависност од деловите, ќе заврши на 10 јуни, да се надеваме, јуни 2021 година. И делот е неделен формат, значи сега ќе провериме дали е се во ред, откако ќе се зачува нашата промена и еве веќе ги имаме содржините. Ако сега ги копираме содржините во друг предмет, ова е затоа што претходно ги имам копирано, сега ќе појдеме во ново моје оделение. Еве, например, во оделението 7.1. Забележувате сега, редоследот на темите е во топик формат или во облик на теми. Ќе направиме промена. На почетокот ќе направиме дека нашиот предмет почнува на 1 октомври и ќе заврши на 10 јуни 2021 и во форматот ќе биде неделен формат. Скриените секции се прикажат во паѓачка во скриена форма, другите подесување не ни требаат, зачуваме и се враќаме назад. На овој начин го спремаме ние предметот каде што ќе копираме и тој треба да биде во идентична форма како и предметот од кој што ќе копирам. Сега одиме во делот импорт, односно ќе увезуваме содржини од друг предмет. При тоа мора вие да го предавате тој предмет за да може да направите увозување. При тоа ќе изберам, еве например, претходен предмет 7.2. Ако го немате предметот, може да го побарате. Ќе кликнеме на Continue. Содржините се штиклирани што ќе се пренесат. Избираме Next. Како што напомнав, бираме None, ниту едно, за да можеме мануелно да имаме поголема контрола на тоа што ќе го копираме. Воведот не ни треба. Прво мора да го кликнете неделата, па потоа другите содржини, затоа што забележувате тие се сиви. Откако ќе изберам неделата, можем да ги избирам и одредените ресурси. Случајот лабела и ресурси. Еве сега и квизот го бирам. И кликнувам Next. Откако вршам проверка на тоа што е копирано, кликнувам Perform Import и треба да добијам порака дека импортот е успешно завршен. На тој начин можете да правите импорт на содржини од еден курс во друг курс, за да нема потреба да го препишувате истото, во овој случај 5 пати или повеќе, доколку предавате во повеќе оделенија. Како што забележавте, јас имам се уште предмет за обука, па се што подготвувам таму, за потоа да можем да го префолвам во другите предмети. Еве успешно. Завршувам и кликнувам на Continue. И еве сега ќе го проверим. Видите дека и квизот е направен, пренесен, што е најтешкиот дел. Ево квизот за деливост, имам
3 обиди, нема да биде отворен се до 26, ќе трае до 27, има квиз за да се почне, трае 30 минути и ќе биде оценуван просечниот успех. Ако сакам да го направам превју, треба да напишем лозинката за квизот. И ако кликнам Start Attempt, и еве го добив квизот. Разликата во овој квиз од сите други претходни квизови е делот за сигурност, што го додадов во секое прашање, за да ги научам учениците да бидат самокритични во тоа што го одговараат, односно треба да изберат дали се сигурни или колку се сигурни во одговорот што ќе го изберат. Првата опција дека не се сигурни, втората се просечно сигурни, а третата се 100% сигурни. На тој начин, во кратко видео се успеав да ви прикажем како можете да ја копирате содржината од еден курс во друг курс. Во наредното видео ќе се обидам да ви прикажем како да копирате банка на прашања од еден предмет во друг предмет.